емисија која најдов во архивите на македонската телевизија зборува за брат Љубе Бошковски кога беше херој, а сега го имаат прогласено за сестра Љубе Бошковски. Вие сите знаете и да си оцените самите себе дали е херој, дали е сестра, дали е предавник и така натаму. Но се гледа дека имаме два аршина во судството и она поговорка што вели кога во судот, во судницата ќе влези политиката, правдата ќе излези низ прозорецот. Дали правилно е осуден Љубе Бошковски 7 години да самува, да скапува во македонските сега замдани? Дали ќе има некој толкав храбар македонец со две срца сега, кој ќе го положи својот живот на првите борбени линии или да ја брани државата, а за тоа наместо да биде одликуван, да лежи 11 години затвор од својот живот, да ги остави своите деца, да остави својата сопруга, татко и мајка, роднини и секако Македонија како држава. Но да слушнеме еве што спремаше тогаш во тоа време државната телевизија, кога на власт беше ВМРО ДПМН. Каков беше Љубе Бошковски представен како херој во тоа време, а сега пред 2 дена слушнавте дека е осуден на 7 години затвор. Нема никаква невинност. Тој се бореше за својата земја. Го слободат. Треба да видим. Сакам да го видам тука. Едноставно, тука да видим. Тајте, Љубе мој се мачеше и овде свити и почуваше и го несла таму и готово што да правим. Јас сум била еднаш кај него јесеноска и не можам далеко многу. Само нека ми е жив и здрав да ми дојде, ништо друго не ќам на свету. Ако после одма да умрем. Čeka, zare ima nešto posveto, zare ima nešto popilo, čedo to tvoje da je kraj tebe, srce to da ti ne vene. Kako kamenja težak, ništa crni go mačak, čemerno srce majčinsko, umorno srce majčinsko. Правил бил голем, то се роди. 35 година јас сум се мучила со таа. Со истите, а? Со истите. Добро, мајче. Господ здравје. Желинчани ни нападне у Седлевце. Па се спасивме, праве сум, па. Па пак имаме внучиња, дечиња. Па имам внучиња на 20 внучиња, имам од черки само. Ајде, мајче. А синот не ми е женет уште. Ти па ќе си најде, само ми изгоре сетот што ми погина. Кај сетот? Сега во 6 месеца. А што на позиција беше? Што дам кај беше, како беше ми дојде и дојдов, и да не слушам тук. Да испиха деца него. Ако ти издржите, Ще издржи. Да сум мајка Македонија. За Македонија да се браниме. Македонско име да не загине. Како почна? По контроверзната авионска несреќа на председателот на Република Македонија господинот Борис Трајковски, по која остана многу неодговорени прашања.
прогласени воредни председателски избори. Амбициите на рециклираниот комунист Бранко Црвенковски се незапирливи. Од неуспешен премиер со ниедно реализирано ветување станува англиска кралица. Никој не смее да му застане на патот. На националниот проект на Бранко Црвенковски се попречува национал-романтичарот и благороден патриот Љубе Бошковски. Популарниот брат Љубе, првиот бранител, со својата чест, гордост и национално достоинство, се поистоветува со македонскиот народ и македонската национална кауза. Тоа значеше крај за мафијашко-транзиционата стратегија на препознатливата источноевропска мимикрија на комунизмот. Тука роден, заврши овде правни студии, министер за внатрешни работи. Сосем е логично, здравиот разум тоа го налага да може да биде и кандидат за председател на Република Македонија. Сцена на лесно употребливите македонски полтрони, епигони, традиционални предавници. По наивната и правно неподкрепена елиминација на неговата кандидатура, господинот Хари Костов, Бранко Бојчевски, Верушевски, Контевска прават монструозна конструкција, раштански лозја. Затоа што ова целе нити е комуникација меѓу албанци, нити постојат емигранти, терористи и така натаму. И ова целе е снимено во Трачево, во стан, во кој што четворица работени од Министерството за внатрешни работи, донесени во периодот пред изборите 2002 година, со пореден текст на хартија, учествували во снимање на селе. Затоа е, почитувани пратеници, стравот и одеднаш искача на дополнување на онаа песна "Кај е даме, кај е гоце", сега има и третиот дел "Каде е па љубе". Ова е фарса према Македонија, така да мислам уопште не беше ни избалансирана целата ситуација, ева мораше некоја жртва да падне од македонска страна. Нашите го биде, не туѓите. Старата влада, социјалдемократите. Хари Костов. Според мене кој го прати? Па балистите, тие што беа 4 години на власт, против кои се борев. Тоа е гордоста македонска и не смее да скапува да гнија таму во 4 или 5 квадратни метра. Љубе подхитно да се дојде во Македонија, разбра? Кај жената, кај децата, кај сестрите. Тука што си го чекаат неговите. Втора работа, тој Хашки трибунал наречен не треба да постои. Тој е измислен за време поради тој начин. Арно прави Караджич, арно прави Радко Младич, шо си се кријат таму кај она каранџолкана, ниеден да не појди. Ниеден, не гледате како ги ништат, ги го труваат полека. Така ќе го уништат и Љубе Бошковски, во колку ова наша златна Македонија и нашите честни македонци не сторат се што можат. Нашите треба да земат владава и као република, као држава, да се заинтересира да се ослободи. Нема никаква виност. Тој се бореше за својата земја. Камења тежат, ништа зрни го мачат, чемерно срце мајчинско, уморно срце мајчинско. Да се случи ова премреже, кое за мене е премреже и мое, а и на Македонија и на сиот македонски народ, министерот за внатрешните работи да биде суден оти си го бранел народот и оти си го бранел уставот. Јас доброволно до судот пратив писмо како моја
лична, како човек, како граѓанин на Република Македонија, како македонец, како поранешен министер за надворешни работи и тогашен пратеник, писмо со карактеристика за Љубе Бошковски, во која реков дека македонскиот дух во него, христијанството во него, човеколюбието во него, се вредностите врз основа на кои јас можам да ви гарантирам дека тој никој пат не би кренал рака на никакво човечко суштество, должно или недолжно. Затоа и го ставивме да биде министер за внатрешни работи, сметајќи дека неговото човеколюбие и христијанските вредности во него ќе ни дадат министер за внатрешни работи кој за прв пат во историјата на оваа наша краткотрајна и травматична држава нема да ја користи тешката рака на институционалното наследство против кој да е граѓанин. Во тоа писмо напишав дека карактерот, душата на Љубе Бошковски никој пат ни насом не би му дозволила да ги стори нештата за кои го товарат. Изузетна личност. Добар другар, пријател, ги сакаше луѓето, имаше широко срце. Мислам и се надевам јас дека ќе биде судово како објективен и ќе му донесе правична пресуда. Што мислам, не македонски мишленици, мислат американците за нас и германците. Ја така мислам. Ја мислам дека не треба да биде таму. Тоа е моје мислење. Луѓето жртва се. Добар беше, јас го знам како добар човек. Не ќе му почне судењето во. Не знам ништо за тоа. Нели? Македонскиот народ мора малку да размисли за него и да го врати овај јунак, остане и ќе остане за Македонија. Благодарам. Ми остави впечаток дека беше многу комуникативен, така да кажам, дури позитивно зајадлив кон мене како кон позната, нели, комуњарка, која пишувала се нешто за него. Во него немаше злоба. Тоа ми остави, тој беше првиот впечаток. Вториот впечаток беше кога отидов во Истра, во нивниот дом таму, сакав да видам што е вистина од она што сум пишувала. И јас, како и многу други новинари, слушајќи се или паѓајќи во стапицата на проекциите за него, што ни ги сервирале, еве сега така условно да ги наречам тајните полицајци на СДСМ. Значи, знаевме дека е сладкар, знаевме дека е шверцер, дека е матна личност која работела, што знам, за разни служби. Во тие 7 дена кога бев таму, на крајот на летната сезона, јас го видов Љубе Бошковски како работлив човек, кој од рано сабајле, значи, го обслужуваше своето домаќинство. Од месење лед до хранење животни, до подготвување јадења за гостите, се осетив бедно како новинар и како човек, и таа одговорност никој не може, мислам, да ме ослободи од таа одговорност. Јас лично ја носам, како и сите ние, со тоа што создававме кај народот преку нашите медиуми лажна или намерна представа за Љубе Бошковски како лош, некомпетентен човек, неодговорен човек. Мислам дека дело од тоа беше смислено. Мислам сега и со оваа дистанца што имам и настаните што се случија, но и што го снајдоа Љубе Бошковски директно, мислам дека беа дел од една замислена, така да речам, режија, и дека Љубе Бошковски многу пред да почне војната, која никој не ја
уште не ја објаснил као нејзина природа, као причини и поводи за војна, мислам дека он беше избран како најпогоден да биде жртвуван во оваа политичка игра, така да речем. Политиката носи многу и неправди во животот. Може би една од тие причини е суштината што ние денес го немаме господинот Љубе Бошковски меѓу нас, туку тамо негде чами неосновано, бранејќи својата татковина, бранејќи својот непокор, својата историја, својот народ, својата Македонија. Бидејќи имам големо семејство по линија на мојата сопруга, браќа нејзини во Истра и во Риека, јас секоја година одам тамо по 2 пати и има прилика да го посетам и неговиот имот во Истра. Така што бев чудоневиден кога се видов во кои услови живее Љубе Бошковски во Истра, во кои услови живее неговото семејство, се запрашав, па возможно ли овој човек да се ова го жртвува и да дојде во неговата татковина, во нашата Македонија и да биде на еден одреден начин изложен на една голгота, на неправда, да ја брани својата татковина. Тога сватив дека татковината и љубовта кон родниот камен е повреден од било какви имоти, имања, материјални добра и така натаму, што всушност ја и Љубе Бошковски учествувам како еден добар македонец, како еден Еве на еден ден пред почетокот на судскиот процес во Хаг против обвинетите Љубе Бошковски и Јохан Тарчуловски се помоливме за праведно судење, се помоливме Господ Сезнајниот да им внуши дух на вистинољубие и правдолюбие и на оние што обвинуваат и на оние што ќе го водат судскиот процес, за да можат сите да им послужат на вистината и на правдата. Во овие повоскресенски денови повикани сме како народ и црква да се помолиме за духовна подкрепа на нашите Љубе и Јохан, да се молиме Господ да им даде сили за да ги издржат сите искушенија на кои биле или можат да бидат изложени во затворот каде што веќе подолго време престојуваат. Може би е невообичаено од ова место да се говори за вакви случаи, но во црквата, во молитвата пред Бога има место за сите. Ние секојдневно се молиме, нема кој нема потреба од Божјата заштита, од Божјата рака, од Божјата правда и вистина. Всушност, вистината е таа кон која треба да се стреми секој човек. Впрочем, само вистината може да не ослободи од се, вистината која се потпира на правдата, вистината која извира од вистинското боголюбие и човеколюбие. Се што имаме вредно, се што имаме трајно, се е во знакот на Христа и на Неговото воскресение. И земјата наша македонска, и душата наша македонска. Возлюбени во Господа, и денес, молејќи се за нашите Љубе и Јохан, за Господ воскреснатиот, да ги исполни нивните души и срца со правдана надеж во правдата, да размислуваме зошто доживуваме вакви искушенија, вакви страдања. 2001-та не е далеко. Знаеме како и каде почна, како се одвива работите, како беше во Танушевци, па што доживеавме во Вејце и на Карпалак.
па што имаше во Љуботен и во Рачиново, па што не снајде во Лешок и Матејче, како и во други места. Знаеме како е се уште со киднапираните и нивните семејства, со присилно раселените. Знаеме како е со сите, но и од кои е. Сите кои сметаат дека врз некого имаат право на суд, никогаш нека не ја заборават правдата. Нека не заборават дека кога судат неправедно, сушност и на себе си пресудуваат. Впрочем, пред Божиот суд сите ќе излеземе. Затоа и денешнава молитва е токму за тоа, за праведен суд и за духовна поткреба на нашите во Хаг. Голем е оној суд кој постапува со силата на аргументите, а не по некоја друга сила. Возлюбените Љубе и Јохан нека бидат горди, зашто верувајќи во нивната праведност, нивниот суд го прифаќаме и како наше судење, како судење и на нашата татковина. Тие двајцата и другите со нив беа меѓу оние кои се удостоија и во наше време да ја бранат својата татковина и својот мирољубив македонски народ. А никогаш и никаде не е грев да се брани својата татковина. Со такво убедување молитвено ги поздравуваме од името на сите што ја сакаат вистината и се борат за правдата. Јазик е македонски. Колку Тоа беше, почитувани слушатели, што спремив за брат Љубе Бошковски, а пак за лигушите наши овде кои ги имаме и лигушите таму во Македонија од Херој. Сега го направија сестра Љубе Бошковски од брат. Судете, пресудете дали човекот заслужи 11 години од својот живот да го помени во Зандани, а 7 во сопствените македонски затвори.